Мовчиме? Повели. Почитувани, ветивме подобрување на условите во образованието и затоа посветено реализираме проекти и воведуваме мерки кои ќе донесат напредок во наставниот процес. Даваме силна поддршка на талентираните ученици и нивните ментори, ги поттикнуваме да постигнуваат врвни резултати, но не ги забораваме и учениците кои потекнуваат од ранливите категории и ја продолжуваме поддршката за лица со ретки болести и посебни потреби. На моје особено задоволство сакам да информирам јавноста дека Советот на општина Охрид на својата вчерашна седница донесе многу важна одлука со која се прецизираат сите мерки кои локалната самоуправа ќе ги превземе во насока на поддршка на студентите и учениците од општината. За прв пат ова година Охрид воведува проект Нашите првачина, со кој предвидува финансиска поддршка од 3000 денари за секое запишано прваче во општинските основни училишта. Ја зголемуваме вредноста на стипендиите за учениците од основните и средните училишта за учебната 2022-2023 година од 1500 на 2000 денари. Стипендиите ќе се доделуваат за 9 месеци и ќе бидат наменети за талентирани ученици, ученици со посебни постигнувања и за ученици од ранливи семејства. Исто така, врз основа на јавен повик ќе се доделуваат и стипендии во месечен износ од 3000 денари за редовни студенти во неколку категории. За прв пат се уведува нова мерка образовен додаток, која е намената за студенти кои студираат надвор од Охрид, а потекнуваат од семејства со социјален ризик, многодетни и еднородителски семејства. Со оваа мерка е предвидено да бидат еднократно доделени по 6000 денари на најмногу 120 студенти. И во текот на наредната година општина Охрид ќе продолжи поддршката за ученици во основно и средно образование, студенти, магистранти и докторанти, кои се лица со ретки болести и посебни потреби. За учениците е предвиден износ и е зголемен за 2000 денари месечно за 9 месеци, а за студенти, магистранти и докторанти во износ од 3000 денари месечно за 9 месеци. Обезбедивме зголемување на надоместокот на наставниците ангажирани во продолжен престој. Од оваа учебна година тој ќе изнесува 15.000 денари за пола работно време наместо досегашните 10.000. Се прават и напори за решавање на проблемот со работниот стаж на овие наставници, кој досега беше нерегулиран. Предвидено е сите основни училишта да организираат продолжен престој од 15 септември. Овозможуваме дополнително вреднување на постигнатиот успех на учениците на надпреварените во знаење кои се организираат по наставните предмети. За таа цел, покрај доделување на студенти, на стипендии, традиционално доделување признање на денот со словенските просветители Свети Кирил и Методи ќе се доделуваат и парични награди за учениците и нивните ментори и тоа. За освоено прво место на државен надпревар во знаење по наставен предмет ќе се доделува еднократно по 10.000 денари за ученикот и неговиот ментор. За освоено второ место ќе се доделува по 7.000, а за освоено трето место на државен надпревар ќе се доделува по 4.000 денари. За освоено прво место на меѓународни надпревари ќе се доделува еднократно по 18.000 денари за ученикот и неговиот ментор. За освоено второ место на меѓународни надпревари ќе се доделува по 15.000 денари, а за освоено трето место на меѓународни надпревари ќе се доделува по 12.000 денари. Целта на овие мерки е да се поттикнат учениците и нивните ментори да учествуваат во надпреварите во знаење и да постигнуваат врвни резултати. Општина Охрид се обврзува да обезбеди бесплатен превоз за учениците и наставниците кои ќе учествуваат на регионални, државни и меѓународни надпревари. За учебната 2022-2023 година општина Охрид за прв пат ќе додели награда за првенец на генерација во основните и средните општински училишта. По изборот, согласно процедурите на училиштето, директорот на училиштето доставува известување до општина Охрид, пошто на ученикот ќе му биде исплатена награда во вредност од 10.000 денари. Исто така, во учебната 2022-2023 година, за прв пат во две основни училишта, Свети Климент Охридски и Христо Зунов, ќе отпочне се реализира пилот проектот италијански јазик во основното образование, каде ќе се воведе факултативно изучување на италијанскиот јазик по 2 часа неделно за учениците од 5-то и 6-то одделение. Со овој пилот проект на почеток ќе бидат опфатени само последната година од одделенската настава и првата година од предметната настава во овие две училишта, а понатамошниот опфат ќе оди согласно потребите и интересот на учениците и родителите. Согласно член 40 став 1 од Законот на основно образование,
се поттикнуваат директорите на основните училишта во општина Охрид сериозно внимание да посветат на законската можност за реализирање на проширена програма во училиштата, особено во дел на организирање секции, клубови и надпревари надвор од наставната програма. Со тоа би се детектирали надарените и талентираните ученици, со кои согласно член 32 и член 34 од Законот за основно образование и член 51а од Законот за средно образование би се изведувала додатна настава. За учениците со посебни образовни потреби во основните и средните училишта во општина Охрид, кои имаат потреба од тутори или медиатори, истите ќе бидат обезбедени согласно член 36 и 37 од Законот за основно образование и член 48б од Законот за средно образование. Модерното образование со задоволни ученици и наставници е нашиот врвен приоритет. Продолжуваме да ги слушаме потребите од образовната заедница и да креираме квалитетни мерки кои ќе донесат добри резултати. Ви благодарам на вниманието. Не сака некој нешто да праша. Колку превачења има запишано во новата учебна година во Охрид и колку е тоа споредено? Мислам дека се околу 550, ама точниот податок ќе Така, одобриме. имате податок ориентационо колку е тоа во однос на претходните години, дали има зголемување или намалување? Не, приближно исто, меѓутоа ако гледаме наназад 15-20 години буквално се намалува бројот на првачина, секоја година се помалку. Иначе минатата и ова се скорено. За средните училишта, каква ќе треба да... Во оваа година имаме, би кажал, една малце поинаква ситуација, веќе стручните училишта во Охрид, која ќе кажам стручните, мислам на електромашинскиот училишен центар и економското училиште очигледно се поатрактивни од гимназијата во Охрид по однос на привлекување на ученици кои што сакат да учат во средните училишта секако. Тоа гледам тоа не го прати за жал тој тренд угостителското училиште, односно очигледно не е се уште толку популарно помеѓу младите и оние кои што сакаат да се запишат во средно образование, така да би рекол дека бројот на запишани ученици во она што треба представува стручно образование, вклучително и оние дуални паралелки кои што се воведа тековно е популарно од гимназиското образование.